Почитувани, оптимизмот на владата дека македонската економија ќе има голем раст во 2012 година се распрсна како меур од сапуница. Сега на сите им е јасно дека македонската економија годинава ќе стагнира, а тоа вчера го призна и владата. Изјавата дека владата ќе го смета за одличен успех секој раст поголем од нула, после големите најави за раст од 4,5% од пред само неколку месеци, е само потврда дека владата го загуби компасот. Најпрвин прогнозата за раст годинава. Власта ја намали од 4,5 на 2,5% и ќе прави ребаланс на буџетот. Сега власта зборува за било каков раст поголем од нула. Тоа е веќе најава дека за власта и прогнозата за раст на економијата од 2,5% станува преамбициозна. Министерот Ставрески вчера практично и соопшти на јавноста дека власта не верува во сопствените економски проекции. Ако сега веќе зборуваме за било каков раст поголем од нула, тогаш логично е да се очекува дека ќе има уште еден, втор ребаланс на државниот буџет. Ваквото однесување на власта станува несериозно во однос на граѓаните и фирмите. Сега е јасно зошто веќе никој не ја верува на владата кога зборува за економијата. За секоја прогноза на владата, прашање на време е само кога пак ќе се менува, за месец или за два. Во однос на изјавите на гувернерот Богов, ќе потсетиме јавноста дека од промената на монетарната рамка на Народна банка, па наваму, се што предвиде СДСМ, се оствари. Прво, граѓаните добиваат помала камата на своите заштеди во банките, банките не ги намалија каматните стапки на кредитите и не се зголеми позначително кредитирањето. Второ, Народна банка си ги намали трошоците за водење на монетарната политика и се разбира, повеќе пари на банките завршија во државни хартии од вредност за финансирање на дупката во државниот буџет. И сето ова во услови кога инфлацијата не само што не се намали, туку напротив се зголеми. Благодарам. Дали имате некои прашања? Значи, што сакаме да го кажеме е следното. Кога една влада ќе излезе со проекција од 4,5%, таа креира очекувања кај граѓаните и кај фирмите. Тие, врз основа на оно што им го кажува владата, ги креираат своите буџети, дали е тоа семејниот буџет или буџетот на фирмата. Тоа значи дека владата со проекцијата од 4,5% создава одреден оптимизам, кој што се покажува дека е вештачки и кај граѓаните и кај фирмите. Подоцна, како што поминува времето, како што се ревидираат проекциите надолу, од 4,5 на 2,5, од 2,5 на било што ќе биде позитивно, значи може и 0,5, може и 1, исто така, значи тоа влијае на однесувањето на граѓаните и фирмите. Поентата на која што сакаме да ја посочиме е дека со ваквото несериозно однесување на владата, со вештачки надуваните проекции за економскиот раст, тој вештачки оптимизам кој што владата сака да им го продаде на граѓаните и на фирмите, прави штета по поглед на довербата што граѓаните и фирмите ја имаат во институциите на системот, конкретно во владата. Од тој аспект, споредбата со другите не е најсуштинското прашање. Суштинското прашање е кој сега веќе да ја верува понатаму на владата, кога таа ќе излезе со некоја нова проекција за тоа што ќе се случува со македонската економија.